Она што досега го видовме е дека СДСМ гласаше против законот за обезбедување ваучери за студентите, за компјутери и компјутерска опрема и предложи околу 7 амандмани кои што почна и да ги освојува на Комисија за политички систем каде имаат мнозинство, со кои што законот за извршување го искасапи и го направи безпредметен, односно доколку законот биде донесен во таква форма, нема да има апсолутно никаков ефект и нема да му помогне на ниту еден единствен граѓанин со ниту еден единствен денар намалување на трошоците кои што ги има во постапката пред извршителите. Во неформална комуникација ни беше кажано дека имаат намери да гласаат против законот за покачување на платите, така да во Собранието на Република Македонија имаме јасно позиционирање на тоа кој е конструктивен спрема граѓаните, а кој е деконструктивен спрема граѓаните. ВМРО-ДПМН, повторувам, ќе ги гласа трите закони кои што ги предложи СДСМ, но СДСМ одбива да ги гласа законите кои што ВМРО-ДПМН ги предложи. Ако и едните закони обезбедуваат подобри услови за граѓаните, како и вторите закони, тогаш сите закони без разлика кој е предлагач треба да бидат усвоени. Е првата работа. Втората работа на денешната пресконференција која што сакам да кажам дека грубо беше оневозможено гласање на Комисијата за европски прашања по однос на законот за употреба на јазиците. Од наша страна беше побарано поединечно гласање, што ни следува и по деловник и по пракса во Собранието на Република Македонија. Впрочем, пред само 3 дена при утврдување на дневниот ред на истата таа комисија, истиот председател, господинот Груби, дозволи поединечно гласање за законот за дневниот ред за поставување на законот за употреба на јазиците. Денеска не дозволи за законот на комисија да се гласа со поединечно гласање и ни беше оневозможено да го соопштиме и да го искажеме со гласање нашиот став.